година е во пораст семеното насилство. Значи секој втор ден ние имаме пријава. Без семено насилство е проблемот што жртвата не може да разграничи загрозување на сигурноста, семено насилство. Елементите многу се биват. Кога ќе дојде првично да пријави, ние и укажуваме за да го препознае семеното насилство. Не е секое пријавување семено насилство или загрозување на сигурност. Не разбирате? Бројката е огромна. Секој ден имаме пријава за загрозување на сигурност. Добро. Не се доволно едуцирани. Сметате дека тука можеби образованието треба да одигра некаква улога, не знам, уште од најмали нозе да речеме да се зборува за оваа тема, да се крши стигмата, да се крши табуто, да се препознава што... Одлака навреда се пријавува семено насилство. Не е секоја пријава семено насилство. Или загрозување на сигурност. Тука се разграничуваат, се разговара со жртвите, се објаснува. Треба да има континуитет за да има семено насилство. Каде ги упатувате, да речеме, ако не го детектирате како семено насилство, а сепак некој има потреба, дали се тоа психолошки советувалишта, дали се тоа некакви центри кон кои ги упатувате? Центар за социјални работи, психијатрија најчесто ако ментално има проблем и многу се решаваат како поклон. Добро, мимоза ви благодарам. Ненад, како ќе заклучиме на крај, како да постигнеме резултати уште подобри во оваа борба со родово базираното насилство? Накратко само да. Значи, едноставно да подигнеме свеста кај луѓето да го препознаат тој проблем. Пред се од тој аспект ние ќе делуваме и понатак, едноставно како полиција по текот на ќе преземаме превентивни активности во тој дел на работи. И пред се би се натоврзано на работа, значи со и мултисекторската соработка е добра, и тоа во секој сегмент може да се подобри. Секојаш може да се подобри едноставно. Има начини, има модуси едноставно и тоа би било едноставно како да кажем, решение за постигнување на самиот ефект. Значи, така да имаше можност, кога бев јас во таа работна група, предлага и состанок, например, месечен на сите чините координативен состанок во кој се разгледуваат сите аспекти едноставно на кој се према осврт према жртвите едноставно со пуштање патроли, со детектирање на оние проблеми каде што, значи во секој сегмент каде што може едноставно тука за да се постигне самиот ефект во најголема смисла едноставно. Билјана, побелете и вие како некаков заклучок или може накратко кои се приоритетите во идниот период на центарот, приоритетите за работа и за унапредување во оваа проблематика? Лака да не биде на центарот, бидејќи гледам овде има многу млади луѓе. Може да порака и за сите. Да, многу ми е мило што еве млади луѓе се тука. Мислам дека информирање за насилството, за последиците од насилството би требало да биде да започнува многу рано во школите, во основните училишта, учениците да се информираат и да знаат што е тоа што како не треба да биде, што е тоа што би требало да се направи доколку се случува. Мислим дека во тој дел е потребно многу повеќе како општеството, еве и како локална заедница да работиме ние, институциите ќе превземеме оно што е потребно и што е во делокруг од нашата работа. Меѓутоа, ајде да фокусот да ставиме овој пат на превенција, отколку на санирање на последиците. Да, секогаш е клучна превенцијата. Друго не спомена. Исто имаме доста и од нашите жртви на семено насилство. Тој момент кога
Исто има Процентуално може да ни кажете како е разликата? мало, ама има. Да, мислам дека сме сите свесни дека има. Да, Се има. разбира, но меѓутоа процентите се показателот е дека жените се доминантно, оние кои што се Не се жртви на доволно жал. храбри да го пријават, да се срамат, едноставно машкото ево не им дозволува, стварно симове. Најдов некои истражувања кои велат дека речиси